и имам и морална должност да ја предам и оваа метла за онаа чистка што треба да се направи. Метлата уште не заигра, а веќе се јавиле првите доброволци. Барем така вели премиерот Зоран Заев, на чија адреса веќе стигнале неколку понуди за оставки. Иако не откри конкретни имиња, од Тетово тој порача дека промени мора да има. Доколку функционерите не си ја вршат работата, мора сами да отстапат, а на нивно место да седнат други личности, чиј приоритет ќе бидат интересите на граѓаните. Во овој изборен период законот не дозволува разрешување од функциите, но веднаш по завршувањето на изборите, метлата ќе биде ставена во функција, вели Заев. Граѓаните кои што добија голема чест да водат институции, да бидат директори, министри, носители на јавни функции, за жал се изгубија во тој дел заради тоа што се отуѓа од народот. Се поставија повисоко, тоа се моите согледувања. Дел од задачите кои што ги добиваат со поставувањето на тие функции не ги завршија. Веројатно, јас знам дека граѓаните не очекуваат за 23 месеци сите од извршната власт да ги завршат работите, но очигледно е тука незадоволството. И затоа најавив промени. Најавив чистка, најавив реконструкции, тие ќе се случуваат, секако штом законот тоа го возможи. Но колку Заев во овој момент е моќен да направи чистка е знак прашалник, смета Боријан Ѓузелов, докторант на Универзитетот Квин Мери во Лондон. Не знам како ќе се одвива таа чистка и колку на вистина Заев има моќ и има одлучност да ги промени од корен работите, онака како што ветуваше пред да дојде на власт, кога ветуваше реизбор на суди и така натаму. Од друга страна, на локално ниво нема надлежност и нема можност како да ги смени градоначалниците. Тие може сами да си дадат оставка, ама тоа ќе значи нови избори и со овој рейтинг веројатно ќе значи изборно фијаско за владеачкото мнозинство. Така што, за жал, мислам дека многу се ограничени можностите за чистка. Чистката пак според опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски не е проблем, туку тој што треба да ја спроведе. Според него Заев не ги оствари своите претходни ветувања дека ќе се расчисти со двајца министри во неговата влада осомничени за корупција, но тоа не се случи. Со иста теза како Мицкоски излезе и кандидатката за председател на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска, која исто така го посочи овој случај.